Почитувани скопјани и Скопје, македонскиот политички, економски и здравствен центар не смеат да бидат жртва на лукративност, криминогеност и тајни средби на коалицијата Тачела, Ковачевски и Данела Арсовска. Бараме неотповиклива оставка на Данела Арсовска од градоначалничката функција во град Скопје, а владата да ја напушти коалицијата Тачела, да ги одземе ингеренциите за јавниот градски превоз во Скопје и подмирување на долгот кон приватните превозници. Смачено име на скопјани. Данела Арсовска покажа целосна неспособност да управува со Скопје, покажа целосен недостаток на слух за проблемите и со својата лукративност предизвика хаос во Скопје. Тајните средби со Ковачевски и креирањето на монструозноста Тачела предизвика целосен колапс на македонската метропола. Градоначалник на Скопје не смее да бега од скопјани и медиуми, не смее да не се обиде да ги надмине проблемите и уште повеќе не смее да биде главна причина за хаос во градот. Тајните средби со Ковачевски и креирањето на монструозноста Тачела предизвика колапс во Скопје. Ниедна провизија и тајна коалиција не чини повеќе од девастацијата на животот во Скопје. Почитувани, владата мора да ја напушти монструозната креација, коалицијата на Ковачевски и Арсовска за бугарските бизнис и политички интереси. Ничии интереси и провизии не смеат да остават цели семејства на возачите на автобуси без леб на маса. Скопје без нормален сообраќај, а жителите со ограничено движење. Нема одговор за набавката на бугарските автобуси, кои според нашите сознанија го турка коалицијата Тачела. Бараме владата да ги одземе ингеренциите на Данела Арсовска за јавниот превоз, но и да го реши проблемот со исплатата на долгот од 1,5 милион евра, да ги обештети приватните превозници кои што протестираат и тие да се вратат на дејноста. Со одземањето на ингеренциите бараме да се провери и можната улога на Драги Митковски во управувањето со ЈСП, како и ревизија на договорот за набавка на гориво за ЈСП со невообичаени високи цени, склучен со фирма на пратеник од владеачкото мнозинство. Почитувани, Скопје не може да издржи уште еден неспособен и криминоген градоначалник. Ви благодарам.